tiyatro atılımları yapılmıştı. Ова видео генерирано од вештачка интелигенција на кое актуелниот градоначалник Екрем Имамоглу го фали турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган за неговите достигнувања во Истанбул, кружи низ социјалните мрежи. Анкетите покажуваат дека изборите во градот се во тесен надпревар, а независните медиуми предупредуваат на заканата од лажни вести, бидејќи главните медиуми кои се под владина контрола не ја потврдуваат автентичноста на видеата. Deepfake videolar üretebilirsiniz. Можете да направите лажни видеа и да ги објавувате како реклами. Тие видеа обично не се објавуваат на сајтовите за вести, но допираат до милиони луѓе како реклами. Кога ќе ги прашате луѓето дали Екрем Имамоглу на вистина го кажал ова, тие велат, да, го направил тоа, затоа што тие луѓе веќе ги следат мејнстрим медиумите. За време на минатогодишните претседателски избори, Ердоган употреби видеа на кое лажно се прикажува неговиот противкандидат Кемал со водачите на курдската сепаратистичка група ПКК, која се бори против турската влада. Групите за право предупредуваат дека турските независни медиуми се повеќе се соочуваат со уште една нова закана. Новото кривично дело дезинформации почна многу да се појавува во различни криминални истраги и гонења. Прогонството на домашните медиуми според новиот така наречен закон за дезинформација ги прави меѓународните извори на вести од суштинско значење за разоткривање на лажни вести. Турските власти го блокираат пристапот на интернет до странските вести, како Дојче Веле и Гласот на Америка, кои емитуваат програма на турски јазик. Овие портали се достапни само преку виртуелна приватна мрежа, што ја заобиколува забраната. Ограничувањето на пристапот до интернет стана еден вид игра за режимите и авторитарните влади. Ширум светот гледаме зголемување на употребата на вакви мрежи, особено во земји како оваа, како Турција. Но сега турските власти ги ограничуваат и некои од најкористените VPN мрежи. СЕСА рано ја нарекува игра со мачка и глушец и провајдерите ќе продолжат да инвестираат во технологија што може да ги врати луѓето на интернет. Но независните медиуми предупредуваат дека се соочуваат со изгубена битка во проверката на лажните вести. Како алтернативен медиум не е можно да се бориме против ова. Нашите тимови се многу ограничени на 20 луѓе, можеби 15 луѓе. Ова е максималниот број, но зад нив стои армија. Со оглед на тоа што анкетите покажуваат дека изборите во Истанбул ќе бидат тесна трка, аналитичарите предупредуваат дека опасноста од лажни вести веројатно ќе расте, што ќе изврши поголем притисок врз независните вести.